Чувањето на внуците од страна на бабите и дедовците е задоволство, но и одговорна задача. Од нашата анкета на семејствата кои ги користат услугите на Баба сервис, констатиравме дека идејата за наплата на трудот околу одгледувањето на внуците со расширени раце ја прифаќаат и македонските баби и дедовци, но и родителите. Според нив, тие внуците ги чуваат од љубов, но не би одбиле паричен надомест. Прв пат го слушам тоа, може да нека држи место. Ќе бидат сигурни во нивните родители дека ги чуваат децата. Плата не може да земат, ама па некој, како да кажем, да се поддржа. Да се поддржа некој, значи барем до 3000 динара. Треба да раѓат. Јас мене од тоа праш што се подудара со нас, мојата жена, баба да кажеме, гледа две близначки. Така да она стварно си ги гледа домаќински одговорно. У градинката некак не да се плачат, ама дали не може да се уклопат, така да... Тоа не знам сега, да ви кажам. Родители имат пример одговорност за децата, да ги пораштаат, да ги воспитуваат на децата. И кога некој е во странство, пример, не може да грижи за тоа. Ако веќе државата това го захтева, можно е. Е, тука кај нас е друг режим. Това е добро, ама кој како си одлучила. Не е това да кажеш до... Кој как си одлучи? Се наваѓа колаја, али зависи това од младите, од старите, како со семејството, колку могучности, колку услови имаш и това е, друго ништо не означува. Оваа иницијатива беше наметната во Романија, а на Балканот со намера да се зголеми наталитетот и како поддршка на мајките кои како изговор за раѓање деца велат дека нема кој да ги чува и избегнуваат да ги носат во градинка од страв да не се разболат, па да мораат да отсуствуваат од работа за да се грижат за нив. За оваа иницијатива најпрво беше спомнато во весникот Вечер, кој на прашањето до Министерството за труд и социјална политика дали ваков проект може да се имплементира и кај нас, добија одговор дека сепак приоритет во нашата земја е да се отвораат повеќе детски градинки и да се овозможат и нови работни места, и дека овој проект е изводлив за поголемите земји.